Значи Джон Карпентер заедно со екипата и заедно со сценографите формиравме прекрасен мизансцен на кој што имате сега прилика да поседочите и вие. Како што беше во Бодега Бей, во истоимениот филм The Fog или Магла, еве истото се случува сега, само што сцената ја префрливме од Атлантскиот океан некаде во нашите океани преполни со море од облаци. Или што би рекол Джон Карпентер, гледајте го чудото на природата за да ви се случи чудо. Како маглата или ниската облачност од секунда во секунда или во минута доаѓа код нас. Ако имаме късмет и среќа, веројатно крајот на клипот ќе го дочекаме не гледајки се себе си, но веќе одамна си погледнавме во нашите души за да знаеме дека постоиме и дека сме тука. Ниту една магла, па дури она најголем и највозвишен од Джон Карпентер, не ке може да ги покрие душевните вредности кои што успеавме да си ги откриеме, движејќи се на релација село Согле, манастир Света Богородица и моментално сме некаде на половина пат помеѓу овој момент напред и овој момент зад нас. Првата дестинација ни е точно над главата на Маријана, се наоѓа Остриврв, потоа ќе се движиме по сртот и ова што е надвиснато како лилјак над манастирот, всушност е врвот Лилјачица, некаде околу 1300 метри надморска височина. Ние сме некаде од прилика сега околу 800 метри до 850, што значи дека сме некаде на половина пат. Брзото разведрување и процесот на стабилизација одамна е почет, како што можете да видите од бескрајното синило. Моментално сме тука каде што сме тука, некаде на последните планински масиви од Јакупица, со кој што Јакупица завршува и полека се губи еден од најголемите планински масиви. Толку од ова јавување, после подолго време мојот глас проговори. Ова е Косто Фотошопов Тахов, Андријана Станковска после подолго време и посакуваме да држи насмевката во хроницитет, да ја премине во хроницитет. Марина Јанакиевска стандардно, спонтано насмеана, Гоце Пеовски со својата луцидна смисла за хумор повторно во неврзана кореспонденција со Антонио Китанов, а позади Ангел Димов, тој задни везни играч, кој што на општо изненадување знае дури да постигне гол и да не изненади занеми сите. Алекс Охлин, веројатно работните обврски долго време го спречува да дојде со нас. Очигледно денеска има слободен работен ден, како што можеме од приложеното да видиме. И честа на нашиот и мојот главен град ја брани Фросина Ременски, или Ременска, со А, да се извинувам, пошто веќе нашата Македонија стана пребогата со нашите двојници. Јас имам свој двојник, по исто име и презиме, ардам со малку поинаков ментален статус од мене, како и да е. Тука мислам дека заврши овој дел од клипот. Јас ве поздравувам, мојата маленкост Игор Смилев, да не го кажем матичиот број, бидејќи согласно со законот, забрането е јавно презентирање било каков податок од нашата лична, интимен свет, нели? Како и да е, тоа е тоа. Ве поздравувам.